денес сме тука присутни во касарната Мирчацев во Прилеп, да им одадеме почит на десетмина млади животи што го дадоја во 2001 година на Карпалак. Го чествуваме денешниот ден и треба да сеќаваме на делото што го направија пред 17 години. Наша должност е да им изразиме во пресрет на семејствата на овие загинати бранители што го дадоја животот во 2001 година. Вчера имав состанок, средба со членовите од семејствата на овие загинати бранители и мојата заложба е да им се помогне колку што можех во нашата надлежност и можност да им излеземе во пресрет на членовите од семејствата на бранителите. Се договоривме во иднина тоа да го направиме каде што има потреба на членовите од семејствата на загинатите бранители. И после 17 години останува тагата и болта за изгубените наши прилепски бранители, односно прилепски херои. Утре се навршува 17 години. Барањата никогаш не завршува, ниту се наполнува. Најголемото барање ни беше за градба на споменикот на местото каде загина. И утре исто така ќе подложиме цвеќето и венците на банкината на автопатот. Се работеше за една од најкрвавите заседи во кои што животите ги загубеа македонските бранители од Прилеп. Со амнестијата од 2001 година е затворено прашањето за одговорност. Со автентичното толкување на законот за амнестија од 2008 година е затворено било каква можност за било какви истраги поврзани со 2001 година. Така што илузорно е било кој да очекува истрага, односно утврдување на некои конкретни моменти околу тоа кои се извршителите, иако е општо познато кои се извршителите на овој грозоморен чин. Но 17 години подоцна ние треба да гледаме во иднината. Сведоци сме дека и на Балканот и во Европа имаше држави со кои што имаа многу поголеми непријателства и многу драстично поголем број на жртви, па денес тие држави градат добрососедски односи и одат напред. Истото треба да го направиме и ние. Никогаш да не ги заборавиме оние кои што загинаа за нашата татковина, да го чествуваме нивниот лик и дело, но да гледаме и напред кон нашата иднина.